ова не е борба на еден човек. Затоа ги повикувам моите соборци во скопските општини: Андреј Петров, Александар Наумовски, Горче Стефановски, Коста Ночевски, Крајче Неделковски, Диме Велковски, Љупчо Васовски и Андреј Жерновски да се придружат. Јас сум Александар Наумовски, кандидат за градоначалник на Ѓорче. Моето Ѓорче има безброј проблеми, но не можам да ги гледам моите сограѓани како се тепаат за метлачи, а за обиколницата зјае како празна ливада. Легализацијата тапка во место. Поднесени 12.000 барања за легализација, донесени решенија 2.000. Вака ако продолжа за 40 години не можеме имотен лист да добиеме. Фекалната канализација платени 500 евра за самопридонес. Фекалиите се одат во Лепенец и во Вардар. Кучково нема доволно вода, а ни Киштани нема водовод. Фудбалскиот клуб Македонија Ѓорче Петров не е во прва лига. Немаме ракомет, а имаме европски шампион. Се бањавме на састав, немаме ни отворен и затворен базен. Време е тоа да се промени. Меѓутоа, со Јани ќе го направиме најстратешкиот проект за Ѓорче. Парно на газ. Зошто си го сакам Ѓорче, тамо сум роден, цела фамилија ми е од Ѓорче, јас од Ѓорче не бегам. Кога одиме во град, ние викаме одиме во Скопје, меѓутоа ние сме од Скопје. Јани Ѓорче е со тебе. Јас сум Горче Стефановски, кандидат за градоначалник на Газивева. Додека се потрошија повеќе од половина милиарда евра народни пари за изградба на споменици, во мојата општина се уште има населени места без канализации, без асфалтирани улици, без инфраструктура. Време е тоа да се промени. Затоа ветувам во мојот мандат дека нема да остане ниту една неасфалтирана уличка на територија на општина Газивева. Ветувам дека за 16 населени места ќе изградиме канализации, ќе газифицираме комплетно целата општина. Ќе создадеме услови за реализација на 3 мегапроекти. Тоа е проектот Ерасити, проектот Космос и новата индустријска зона покрај заобиколницата која што поминува низ територијата на нашата општина.
Можам да набројувам безброј проекти што ќе ги реализираме со новиот градоначалник на град Скопје, господин Јани Макрадули. Меѓутоа ќе спомнам само еден, а тоа е дека ќе го реализираме проектот за брендирање на земјоделските производи од нашите земјоделци од територија на општина Гезивоа. Затоа ја бараме идејата сега. Јас сум Коста Начевски, кандидат за градоначалник на општина Бутел. Живеам во општина во која граѓаните се соочени со безброј проблеми. Во мојата општина нема инвестиции, нема патна инфраструктура, нема вистински образовен систем, нема вистинско јавно здравство. Време е тоа да се промени. Мојата визија е Бутел да стане модерна општина, гасифицирана општина, општина со нови улици, со нови градинки, со нови училишта, општина во која граѓаните ќе имаат достоинствен живот. Сакам општина еднаква за сите. Сакам слободна и солидарна општина. И ве уверувам, заедно со Јани таква ќе ја направиме. Ќе инвестираме во индустријската зона Визбегово-Стенковец. И заедно со Јани ќе ја направиме да биде најатрактивната индустријска зона во Македонија. Индустријска зона во која ќе се запослуваат секојдневно бутелчани за подобра иднина на сите нас. Идејата сега. Почитувани, јас сум Трајчо Неделковски, кандидат за градоначалник на Чаја. Проблемите со кои се соочува Чај немаат етничка боја. Тоа се проблеми на сите што живеат во него. Македонци, албанци, роми, турци, власци, срби. Овие проблеми нема сами да се решат. Затоа е потребна посветеност, знаење и вистинска волја. Време е за нов почеток. Време е за етничка толеранција и соживот да ги унапредиме и со подеднаков развој за целата општина, за сите граѓани. Затоа рамномерен развој, комплетна урбанизација и реконструкција на улиците во Чај и заштита на зелените површини ќе бидат мои приоритети. Време е, заедно со Јани, ќе направиме нов современ бит пазар. Да живее Чај, да живее град Скопје, да живее Македонија.
Поштувани пријатели, јас сум Диме Велковски, кандидат за градоначалник на општина Аеродром. Мојата општина денес е изложена, замислете, само на шминка и известени приоритети. Се даваат пари само за фонтани, а бројот на дечињата во градинките е за цели 56% поголем од проектираниот. Време е тоа да се промени. Време е за вистински приоритети. 2 нови градинки во Стар Аеродром и Мичурин, нов современ и покриен зелен пазар во Леонскиот центар, нов културен центар, целосно укинување на зонското паркирање и бесплатен паркинг за сите. Затворен базен за пливање и многу битно, континуирана поддршка за нашиот шампион МЗТ. Тоа се само дел од моите клучни проекти, а заедно со мојот другар Јани, нашиот нов градоначалник на град Скопје, ќе изградиме и нова гимназија во Аеродром Кузман Јосифовски Питур. Да живе Аеродром, да живе Скопје! Васовски, кандидат за градоначалник на општина Кисела Вода. Основна карактеристика, основен белег на мојата општина е неравномерниот развој на целата своја територија. Време е ова да го промениме. Затоа, со целосна урбанизација, со целосна поддршка на одржливиот и равномерен развој на општината, со поддршка на реалниот сектор, со креирање услови и предуслови за вложување на мали и средни предпријатија, со отварање на нови работни места. Тоа ќе бидат моите врвни приоритети како градоначалник на општина Кисела Вода. Заедно со Јани, заедно со мојот кандидат на град Скопје, не врзуваат многу минати кошаркарски спомени. Заедно со него ќе го вратиме баскетот во скопските маала. Идената сега време. Што господинот Петров е кандидат за општина Карпаш, па можеме 2 пати си го слушнеме името. Јас сум Андрей Жерновски, кандидат за општина Центар. Убаво велат жителите на мојата општина Центар заедно со Скопје има досега доживеено 3 катастрофи. 1689 палењето стана Пиколомини, 1963 катастрофалниот земјотрес и проектот Скопје 2014. Тој проект мора да го забравиме. Доста е со тој проект. Времето е
жителите на Центар повторно да си ја добијат својата општина. А за да се случи тоа, веќе на првата седница ќе го формираме јавното предпријатие Центар Газ, со што конечно ќе почне намалувањето на цените на сметката за грејење. Потоа, време е драстично да го зголемиме урбаното зеленило во општина Центар, она зеленило што оваа власт така сурово го уништи. Време е да го решиме конечно хаосот со паркирање во општина Центар и ќе го направиме тоа. Време е конечно населбата Капиштец, населба со 10.000 жители, да добие основно училиште и градинка. И време се разбира работнички повторно да биде шампион во кошарка. И време со мојот долгогодишен пријател Јани да ја направиме пешачката патека од музеот на град Скопје до старата турска чаршија. И за крај, една работа многу битна. Јани е од Центар. Една работа уште побитна. Јани е за Центар. И една работа најбитна, на 24 март ќе докажеме дека Центар е за Јани. Ви благодарам!